Добре дојдовте назад сите. Во нашата последна сесија ги истражувавме основите на податоците од социјалните мрежи, што се тие, како се создаваат и нивната важност во различни сектори. Денес ќе одиме подлабоко. Ќе поминеме низ клучните методи за собирање и анализа на податоци од социјалните мрежи. И нема да се задржиме само на техничките упатства како се прави тоа. Ќе ги истражиме и стратешките, етичките, па дури и филозофските димензии на овој неверојатен и спомоќен ресурс. Затоа што податоците од социјалните мрежи се повеќе од само бројки. Тие се одраз на човечкото однесување, чувства и односи во дигиталниот простор. Ајде да почнеме со тоа како всушност се собираат овие податоци. Постојат повеќе начини за собирање податоци од социјалните мрежи, а методот што ќе го изберете навистина зависи од обемот на вашата работа, вашите технички можности и, што е најважно, вашите етички одговорности. Прво, го имаме најосновниот облик – рачно собирање на податоци. Ова подразбира најавување на платформи како Facebook или LinkedIn и рачно собирање на податоците. Може да читате јавни објави, да правите скриншоти, да копирате и лепите цитати или да следите користење на хаштази. Ова е особено корисно за квалитативни истражувања или за помали студии. Например, универзитетски проект што истражува возрастни ученици во локална Facebook група. Ова одзема време, но е прецизно и ви дава богати, контекстуални сознанија за тоа што навистина зборуваат луѓето. Следно, преминуваме кон автоматизација со веб скрепинг. Ова користи софтвер за извлекување големи количини податоци од страници на социјалните мрежи. Например, истражувач може да користи алатки како Beautiful Soup или Scrappy за да собере илјадници твитови на актуелна тема. Но, и ова е клучно, многу платформи го забрануваат скрепингот во нивните услови за користење. Етичката и правната усогласеност мора да ви биде највисок приоритет. Што он води до поструктуриран и усогласен метод собирање преку API. API-те, или програмски интерфейси за апликации, се алатки што самите платформи ги обезбедуваат. Тие ви овозможуваат да преземете структурирани податоци, твитови, аналитика за Facebook страници, коментари на YouTube, метрики за видеа на TikTok и слично. API-те, како Twitterovиот или Facebookovиот Graph API, се најчест избор за оние што работат на поголеми истражувања или градат реални временски контролни табли. Потоа ги имаме анкетите и прашалниците, кои често се вградени во Instagram Story, Facebook објави или LinkedIn фидови. Овие нудат директни, со согласност од корисникот, податоци, одлични за тестирање на преференциите во образовни институции или за мерење на нивото на свесност кај невладини организации. И конечно трети лица кои обезбедуваат податоци. Овие компании агрегираат огромни сетови на податоци од повеќе платформи, било преку API или партнерства со платформите, а потоа ги чистат и структурираат податоците за клиентите. Замислете го ова како да купувате веќе подготвен, квалитетен сет на податоци. Ова е ефикасно, но често скапо и сепак е подложно на истите закони за приватност како и кога би ги собирале податоците самите. Откако ќе се соберат податоците, тогаш започнува вистинската магија. Анализа. Постојат многу алатки, секоја прилагодена за различни задачи и нивоа на вештини. Ајде да го поделиме ова на категории. Прво, аналитика на самите платформи. Како Facebook Insights, Twitter Analytics и LinkedIn Page Analytics. Овие нудат вградени контролни табли за следење на импресии, ангажман, раст на себеници и демографија. Тие се одлична почетна точка. Но, за да одиме подлабоко, користиме алатки како Hootsuite, Sprout Social или Brandwatch. Овие платформи одат подалеку од само прикажување кој ви го лајкнал постот. Тие ви помагаат да разберете зошто и што тоа кажува за ставот на публиката. Тоа носи до анализата на сентимент, техника што користи вештачка интелигенција за да ги категоризира објавите како позитивни, негативни или неутрални. Алатки како Google Cloud, Natural Language API или IBM Watson можат да прегледаат илјадници коментари за да ја проценат јавното расположение. Ова е непроценливо за следење на брендови или за образовни институции кои анализираат повратни информации од студенти во реално време. Алатки за визуализација како Tableau,
Global Data Studio и Power BI помагаат да се претворат суровите бројки во интерактивни контролни табли. Може да визуализирате пораст на ангажманот по лансирање на нов курс или да споредите сентимент низ различни региони или возрастни групи. За понапредни корисници, предиктивната аналитика, подкрепена со алатки како TensorFlow или Scikit-learn, овозможува предвидување. Например, онлайн платформа за учење може да предвиди кои теми ќе бидат популарни следниот квартал врз основа на тековните дискусии на LinkedIn. И потоа тука е NVEVO, кој е фантастичен за квалитативна анализа на содржина, особено корисен во академски или општествени истражувања, каде што разбирањето на нијансите, тонот и подлабоките теми е клучно. Сега, да ја адресираме слонот во собата, етиката и најдобрите практики. Само затоа што податоците се јавно достапни, не значи дека се слободни за користење. Мора да се почитува приватноста на корисниците. Тоа значи никогаш да не се собираат приватни податоци без согласност. Да се избегнуваат податоци од приватни групи или разговори, освен ако не е експлицитно дозволено. И следете ги правилата на платформата, бидејќи собирањето забранети податоци може да резултира со блокирање или тужби. Секогаш анонимизирајте ги личните податоци. Ако анализирате низа коментари за јавна политика, отстранете ги имињата и идентификаторите. И ако ги објавувате вашите наоди, бидете транспарентни. Кажете од каде ги добивте податоците, како ги исчистивте и кои се можните ограничувања на вашата анализа. Друга важна практика е да бидете свесни за пристрасностите. Корисниците на социјалните мрежи не се совршен одраз на општеството. Не се сите подеднакво застапени. Ке забележите представеност над просекот од урбани популации, помлади корисници и технолошки подковани групи. Толкувајте ги вашите наоди внимателно и користете дополнителни податоци. Како што се статистики од попис или резултати од анкети, за да ги балансирате вашите согледувања. На крајот, анализата мора да биде применлива. Без разлика дали сте во бизнис, образование или влада, вашите наоди треба да водат кон носење одлуки. Прилагодете ја вашата маркетинг стратегија, усовршете го онлайн курикулумот, дизајнирајте подобра кампања за подигнување свест, нека податоците ве водат, но не го губете човечкиот аспект. Додека завршуваме, вреди да се размисли зошто ова е важно. Податоците од социјалните мрежи ни даваат жива, дишечка слика за јавниот дискурс. Тие се брзи, динамични, хаотични и неверојатно богати со увид. Од разбирање што им е потребно на возрастните што учат, преку следење на дезинформации, пас до предвидување на трендови за производи, моќта на овие податоци е неспорна. Но со таа моќ доаѓа и одговорност. Можноста да се собираат и анализираат овие податоци секогаш треба да биде заснована на етика, транспарентност и почит кон луѓето зад бројките. Гледајќи напред, ќе видиме поголем акцент на децентрализирани платформи, податоци во сопственост на корисниците и нови алатки како федеративното учење, кои ги чуваат податоците приватни, а сепак овозможуваат значајна анализа. Затоа, без разлика дали сте едукатор, маркетер, креатор на политики или истражувач, вашата способност етички и ефикасно да собирате и толкувате податоци од социјалните мрежи ќе биде една од највредните вештини што ги носите со себе. Ви благодарам што бевте тука денес. Во нашата следна лекција ќе навлеземе во алатките за визуализација на податоци. До тогаш, продолжете да истражувате, бидете љубопитни и запомнете, зад секоја точка од податоци стои човечка приказна. Се гледаме следниот пат.